Најпрво благодарам за честитките. Користам можност да честитам на сите граѓани на мојата општина, на општина Василево. Сигурно е убаво чувство да после 15 години се биде присутен на една таква свеченост. Нашите почетоци беа далеку од ова што сега можеме да го видиме, меѓутоа сепак сме срекни за тоа што бевме први и можевме да ги поставиме патиштата по кои требаше да се движат и се движат наредните градоначалници и наредните раководители во општина Василево. Дали општина Василево се наоѓа таму каде што, например, кога почнувавте, ја имавте визијата како треба да биде? Па и градоначалникот во своето обраќање кажа дека темпото може да биде предмет на различни размислувања. Лично мислам дека каков е амбиентот и како се движи се во нашата држава, ние сме на добро ниво, на добар пат и во добар правец се движиме. Тоа е најважно. И после, освен благодарноста, го добивте и златниот клуч од општината, колку сето тоа значи? Па вниманието е големо, јас за тоа благодарам на сите кои денес ја водат по општината. Поклонот не е важен, мене ми значи многу и се надевам дека ќе доживееме заедно сите и граѓаните на општина Василево уште многу јубилеи, празници и тих Благодарам на честитките. Како гледам? Гледам како и секој граѓанин, меѓутоа еден период, како што кажавте, можеби најмногу 6 години вкупно бев и како градоначалник. Во тој период се трудев јас заедно со соработниците и советот на општина да дадеме максимум. Ова го потврдија и говорите и на градоначалникот и на председателот на советот. Сметам дека општина Василево оди во нагорна линија, кога повеќе, кога помалку, меѓутоа да, оди во нагорна линија и се надевам дека секоја наредна гарнитура ќе успее уште повеќе да придонесе во развојот на нашата општина, како што направивме и ние во нашите мандати, така и идните генерации да можат да ги уживаат благодетите од една самостојна општина, развиена онака како што доликува. Можеше ли повеќе општина Василево со оглед на процесот на децентрализација и ресурсите кои што ги распределува? Секогаш се може повеќе, меѓутоа во овој период е на оваа ниво кое е задоволително. Значи, доколку се поработи повеќе, може и уште повисоко ниво да се постигне од развојот на општината, затоа што општина Василево ги има капацитетите, ги има ресурсите и нормално е тие треба да се изменаџираат и да се искористат онака како што треба на овој простор. Честитки за јубилеот, да ви се множат годините и успесите и актуелен и во моментов последен градоначалник на општина Василево. Дел од резултатите за изминатите години ги споменавте во вашето обраќање. Колку вие сте задоволени од тоа што вие го сработивте во вашиот мандат и тоа што општина Василево го има направено во изминатите 15 години? Прво ви благодарам за честитите кои ги упатувате кон општина Василево по повод 15 години од постоењето на општина Василево. Во однос на она од кога се поставени темелите на општина Василево, како прво јас би изразил една голема благодарност до моите претходници кои го поставија камен темелникот на основањето на општина Василево, за да постои оваа општина како самостална општина одделена од другите општини. Во однос на она што значи работа во изминатиот период, секако дека сме задоволни, но има една парола која вели секогаш се може подобро. Значи, јас прво им благодарам на моите претходници што успеале толку да направат за општина Василево, за мојот успех ќе видиме понатаму до крајот на мојот мандат. Дали мислите дека во моментов општина Василево е вистински сервис на граѓаните? Сметам да, затоа што во секој момент, секој што има на располагање на сите граѓани, се разбира дека ние не можеме да излеземе во пресед за сите проблеми, меѓутоа за она што имаме ингеренции како општинска администрација, како локална власт, сметам дека излегуваме во пресед на сите оние граѓани кои имаат потреба од општина Василево. Уште едно прашање, викате можеше и повеќе. Има ли реални пречки зашто го спорите тоа можеше и повеќе? На што мислите? Реални пречки нема, меѓутоа има, тоа е една поговорка што ја рекле многу други научници и пред мене, значи во животот секогаш се може повеќе, меѓутоа ние сме оптимисти дека ќе излеземе на правиот пат. Општина Василево ќе биде прав, вистински сервис на сите граѓани кои живеат на територијата на општина Василево и не само тоа, ќе успееме општина Василево економски да ја развиеме, со што ќе постигне
што поголем успех, како што е и примерот со индустријската зона, сметам дека ќе придонесеме многу повеќе и во решувањето на социјалните проблеми, тоест ќе го решиме статусот на вработување на многу граѓани, кои знаеме дека вработувањето е еден од горчливите проблеми на сите граѓани, не само на општина Василево, и сметам дека во периодот кој предстои ќе успееме да излеземе во пресвет и на тие горчливи прашања кои ги имаат граѓаните на општина Василево.